Tinisi смотритор, três springis de mai, zua nacionala armenlor, jasti zua kandatusno armagi na dohim ashiti niham kama perifain I kazacem perifain ti origina no astet perifain ti atsatsi uamintam ka andreptor perifain ka jaram prekanaskus ninti unasuta ingis dian a estan sklemas vatsishi un jubilej, a tsaharashi ukasis himo aspits tu agencija ti realizari a andreptorlor a komunitaslor, a u aspitus kantava na jasti директорло а агенција домно Далибор Китановиќ, а коризацем буна бадзуаши ги невинитус канте арманаск. Благодарам на поканата и чест ми е да зборувам за вашата емисија. Директоре, јас споменав дека вие сте директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. За почеток, поводот е Националниот ден на властите, меѓутоа за почеток, како ја оценувате моменталната состојба во која се наоѓаат властите во Македонија? Да, јас сум во начело на оваа институција важна за сите наши заедници, кои се помалу бројни од 20%, повеќе од 6 месеци. Јас доаѓам и од самата агенција од внатре, така што ги знам и состојбите и во самата агенција и во состојбата на помалобројните заедници. Знаете како властите се значен елемент во македонското општество, во мозаикот на ова наше етничко мултинационално општество и секогаш се биле и се лојални граѓани кои ја граделе ова држава, не само тоа, него тие се и автохтон дел од ова држава и од овој регион, тука се со векови. И мене ми е чест што сум тука, су ги представувам покрај останатите заедници, турци, срби, роми, влаци, бошјаци, што ги представувам властите. Состојбата секогаш може да биде добра и треба да биде подобра. Властите се во таква незавидна ситуација дека некако се не се доволно истакнати и имаат одредени, се случува со одредени предизвици кога се однесува до нивната бројност и нивното изјаснување. И затоа ние како агенција покрај другите работи што ќе работиме на таа тема не само за властите, него сите по етничките заедници да се зголеми нивната видливост. Така да потребна е поголема видливост на властите. Вака по однос на сите закони, по однос на сите параметри властите се застапени во општеството, во образованието, во културата, меѓутоа сметам дека време е да тоа место да заземат поважна и позначена улога во општество. Многу пати во емисијата на влашки јазик имаме спомнато дека во Македонија основните човекови права на властите се гарантирани со закони, меѓутоа факт е дека во пракса тие закони многу тешко се остваруваат. Вие спомнавте дека недостасува таа видливост, па да речеме на некој начин и будење на националната свеска и помладата генерација, меѓутоа какво е местото и улогата и каков е доприносот на властите во Македонија за развој на македонското општество? Не може другачие. Властите мора да допринесат за развојот на општество, пошто тие се дел од самото општество и се признаени како народ и тие се конститутивен дел согласно нашата преамбула и мора да се води сметка за самите власти, бидејќи според определени статистики и информации една од пообразованите луѓе во нашата држава се доаѓаат од влашката заедница, не само во делот на образование, во делот на бизнис секторот, во делот на економијата, трговијата, така да чинат значајна улога во нашето општество, меѓутоа тоа треба некако не се зависи од државата, не се зависи од институциите. Секогаш треба и самата заедница да се потруди да ја зголеми својата видливост и да го бара своето место. Не можат самите институции да идат например по одредени домови или да ги будат властите. Тие морат внатре да бидат поорганизирани, затоа и мојата порака да институциите се должни, да државата е должна, да имаме квалитетни закони, има недостатоци, се разбира, има проблеми, меѓутоа сметам дека малку се видливи власти до самите нив. Треба да некако да се подобро организираат и да вложуваат повеќе во помладите, да си го почитуваат тие повеќе да го почитуваат на нивната националност, да си почитуваат јазикот, за да го почитуваат и другите. Посебно зборам за македонците, албанците, што се поголеми заедници народи во Република Македонија, затоа е тај порака и до станатите, не само до властите, и до ромите, до србите, до турците, до бошњаците. Мораме ние сами да си го почитуваме своето, мораме ние сами да работиме, мораме да имаме определено
единство внатре во нашите заедници, за да можеме да го бараме кроз институциите нашето место во самото општество. Јас сметам дека властите, кажав сега на почеток, дека имаат тие и капацитет и квалитет, меѓутоа мора да бидат повише агресивни, можеби и секогаш треба да бидат во дел од процесите. Јас верувам дека сите заедници треба секогаш да бидат во власта, за да може да практицирате, да може да остварите своето право, мора да бидете дел од таа власт која е должна тоа да го спроведе. Ако останете на страна, потешко е да се спроведат политиките, да се спроведат определени реформи, за да се подобри состојбата и да се унапреди самата состојба на властите, не само на властите, но на сите заедници. Рековме дека ова интервју по повод Националниот ден на властите, вие си имате програма, веќе 6 месеци сте директор на оваа агенција, меѓутоа денес нема да зборуваме за вашата програма, но сепак кажете ми што конкретно е предвидено за унапредување на правата на властите во Македонија во рамките на вашата нова програма, затоа што сведоци сме во изминатиот период, вие ги посетивте неколку од поголемите градови каде што има и поголема концентрација на власти и имавте средба со представници од сите немнозински заедници, меѓу кои и од влашката заедница. Да, така, убаво кажавте, јас сум тука 6 месеци и направивме некоја нова програма и направивме малце поинаку делување. Сакаме да сме веќе малце поагресивни во нашата работа, бидејќи со подигнување на видливоста на оваа агенција се подигнува видливоста и на заедниците, и не само на властите, туку и на останатите кои ние ги представуваме. Затоа решивме посебно до крај на оваа година да и бидеме на терен. Бидејќи тука во канцелариите во Скопје централизирано не можеме да имаме вистинска слика за состојбата на заедниците, сега збориме за влашката заедница, потребно е да сме на терен за да можеме да одблизу ги видиме проблемите, предизвиците со кои се соочуваат и не само тоа, ние презентираме, веќе одржавме три обуки заедно со Совет на Европа и со Комисија за заштита и спречување од дискриминација, да им дадеме насоки, односно да им дадеме информации на заедниците, на властите, конкретно со кои права располагаат, како да се спречат дискриминација, како да пријават, така да ги објучуваме од една страна, а од друга страна се запознаме со нивните проблеми, ги нотираме за да можеме да реагираме и кај владата и кај веќе имаме соработка кај амбасадите, имаме одлична соработка со Европска унија и Советот на Европа, со мисијата на ОПСЕ. Веќе разговаравме со јапонската амбасада кои грантираат определени средства по однос на подобрување на животот во рурални средини на наша иницијатива. Значи бевме и во Прилеп, бевме и во Крушево, имав прилика да запознам неколку млади перспективни власи во Крушево, една невладена организација која напорно и предано работи за подобрување на видливоста и на состојбата, така да еве за овој краток период успеавме да направиме една слика. Бевме во Кичево вчера, таму исто имате добро е за вас, за властите, пошто секаде ве има. Секаде ве има, али еве во Штип бевме, ми кажа дека има власти, меѓутоа не успеавме да оствариме некој контакт, а знам дека има активни. Значи, на секаде ви има, меѓутоа еве ние да ве пробуваме да ве разбудиме. Е тоа нашата цел, не само пак ќе кажам, властите, туку и останатите заедници. Каква е вашата перцепција од сите овие обуки и вашето одење на терен? Каков е интересот на влашката заедница да се вклучи во вашите активности и во реализирањето на мерките што ќе ги преземе владата, односно Агенцијата за остварување на правата на заедниците? Па, знаете како фидбекот што го добиваме од вакви посети, од вакви дискусии и дебати е позитивен и на граѓаните им е преку глава веќе од декларативно, од медиуми, тие сакаат интеракција на терен, сакаат конкретни мерки и веќе имаме, сега баш правиме извештај по однос на овие посети, имаме веќе некои предлози како да ги решиме проблемите и ова се покажа како добра пракса да идеме на терен. Веќе планираме уште неколку теренски посети до крајот на оваа година, каде што ги извлечеме информации за да можеме да реагираме за подобрување. Меѓутоа властите не се само соочуваат со проблем од идентитетот, од јазикот, меѓутоа имаме определени дискриминација имаат проблем. Имаат проблем по однос на
инфраструктурни основни делот по населбите, дел по внатре во внатрешноста. Така да Македонија не е само Скопје, ние решивме да бидеме внатре, така да имаме добра перцепција, имавме добра посета и веќе имаме фидбек со што планираме да ги разрешаваме полека, да го подигнеме прво проблемот на повисоко ниво, за да можеме да го решаваме. И само да довршим на 29 сега мај ќе направиме еден партиципативен форум по однос на општествената кохезија и она стратегија за интеркултурализам во која се офатени властите, за да ја искористиме таа стратегија да подобриме состојбата на влашката заедница, затоа ќе бидете поканети и ќе бидете дел од тој форум, знае и вие сте член. Мислам доаѓаат вашите представници и тука ќе разговараме за конкретни проблеми и решени по однос на властите. Да се надеваме дека за кратко време ќе има и конкретни мерки и чекори во однос на реализирање на вашата програма. Со ова веќе почнавте да реализирате дел од програмата. За крај, која е вашата порака до гледачите на емисијата на влашки јазик? Чест ми е што сте денеска тука и чест ми е што поводе баш празникот, колку знам дека на ова година обележувате 120 години од празникот и тоа е еден озбилен датум, мислам озбилен период кој одбележувате. Ние сме како агенција благодарни на поканата и ќе бидеме дел од свечената манифестација која ќе биде во петок по повод вашиот ден. И затоа сакам да искористам ова прилика да ги поздравам сите представници од вашката заедница, да им честитам празникот, да им посакам многу здравје, многу среќа, многу успех и да им порачам да бидат единствени, да бидат повеќе активни кога станува во збор за зачувување на јазикот и идентитетот на властите, бидејќи ако сакаме не само властите, а и другите, посебно властите да имаме напредок и континуитет, мораме да си го почитуваме тоа што сме и да почитуваме минатото кое го имале нашите предци. Навистина прекрасна порака. Ви благодарам за одвоеното време и што бевте гостин во емисијата на влашки јазик. Благодарам на поканата, секогаш ќе ми биде чест.